Добро вечер. Тредневник на К3. Грижата за граѓанинот е на прво место за МВР. Ова денеска го истакна министерот за внатрешни работи Митко Чавков, кој денеска ја посети местната заедница Тоде Мендол и разговараше со кумановци пред се со жителите и граѓанските организации од оваа населба. Освен за конвенционалните, министерот разговараше и за неконвенционалните форми на криминалот, за кој рече дека ниту Македонија не е имуна на овој проблем. Грижата за граѓанинот е на прво место за МВР. Ова денеска го истакна министерот за внатрешни работи Митко Чавков, кој денеска ја посети местната заедница Тоде Мендол и разговараше со кумановци, пред се со жителите на оваа местна заедница, со граѓанските организации, со представници од училиштата, од ИВЗ. Освен за конвенционалните, министерот разговараше и за неконвенционалните форми на криминалот, за кој рече дека ниту Македонија не е имуна на овој проблем. Потенцирав и резимирав дека еве ги отворивме темите за јавен ред и мир, за сообраќај, за криминалитет, оние конвенционални форми на односно конвенционални безбедносни форми кои секојдневно ги чувствуваме како ние полицијата, така и граѓаните и не тангираат заеднички. Отворив простор и отворивме тема за разговори за нешто што е посуптилно, односно тоа што еве и на светско ниво е неконвенционално, односно неконвенционални форми на криминалитет. Зборувавме за многуте променливи форми на радикализација, на насилство, на тероризам, бидејќи и ние како Република Македонија, еве и на локално ниво, во рамките на Република Македонија, односно на национално ниво, не сме имуни на овие состојби. Полицијата и граѓаните не се два спротиставени концепти. Тоа го потврдуваме и со нашето постојано присуство и интерес за безбедносната состојба на подрачјето на општината, подлече на состанокот со жителите на Тоде Мендол министерот Чавков. Тој, заедно со директорот на Бирото за јавна безбедност Горанчо Савовски, остварија работна средба со жителите, но и со невладините и со организациите. Беше истакнато дека полицијата и во Куманово постојано ќе биде на терен и ќе биде достапна за граѓаните. И граѓаните и ние како полиција, значи сме упатени едни на други и во навремено согледување на ризиците кои упатуваат и на радикализација, и на насилства, и на тероризам. На почетокот на состанокот, Чавков истакна дека се бележи намалување на криминалитетот, а и дека статистиката покажува дека се намалува бројката на прекршоци на јавен ред и мир на подрачјето на СВР Куманово. Воедно на овој податок, како и на податокот дека расте довербата во граѓаните, потенцираше и кумановскиот началник на СВР Моме Јакимовски. И жителите на Тоде Мендол сметаат дека граѓаните го положија испитот од настаните од 9 и 10 мај. Граѓаните тука живеат добрососедско, едни со други. Граѓаните на Куманово го положија испитот, значи во немилите настани на 9 и 10 мај. Граѓаните на Куманово треба пак да живеат заедно. Инаку ова е втора посета на министерот Чавков во Куманово. Во тек е запишувањето на полуматурантите во средно образование, кое е задолжително во Македонија. Денеска и утре е првото пријавување во јунскиот уписен рок за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2015-2016 година. Заинтересираноста и во гимназијата Гоце Делчев и Наце Буѓони е голема. Во тек е запишувањето на полуматурантите во средно образование кое е задолжително во Македонија. Денеска и утре првото пријавување во јунскиот уписен рок за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2015-2016 година. Во гимназијата Гоце Делчев слободни се 10 паралелки и една билингвална во прва година. До 12 часот за упис поднеле 210 ученици. Интересот за запишување на гимназиско образование е голем. До сега имаме запишано 210 ученика, а имаме планирано да запишеме 10 паралелки, а плюс една билингвална во прва година. Денеска и утре е прво пријавување во првиот уписен рок, 29:30 е второ пријавување во прв уписен рок. Минимум поени се 60 за запишување во оваа пријавување. Нели очекуваме да ги пополниме сите распишани места. Учениците кои чекаат да се запишат велат дека се одлучиле за упис во гимназија бидејќи сметаат дека е одлична можност потоа за запишување на факултет. Затоа што сметам дека е едно од најдоброто училиште во Куманово. Има поголема можност за запишување во други факултети понатаму. И факултетот ќе биде многу полесен ако завршиме гимназија. Би сакала да ми биде хоби музика, а главно да бидам професор по англиски јазик или по германски евентуално.
Од Средното техничко училиште Наце Боѓони вела дека има 184 слободни места од машинска струка, 330 ученици од електротехничка струка и 170 ученици од здравствена струка, каде одзивот е навистина голем, посебно за здравствената струка смер медицинска сестра и до 12 часот се пријавиле 63 ученици, за електро 82 и за машинската струка 29 ученика. Во профилот електротехничар енергетичар имаме 34 пријавени ученици, во електротехничар за компјутерска техника и автоматика 49, техничар за компјутерско управување 18, машинско-енергетскиот техничар 6, машински механичар 5 и во здравствената струка, односно медицинска сестра 63. Така што за сега имаме запишано 175 ученика. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 24 јуни. Второто пријавување во јунскиот уписен рок е на 29 и 30 јуни, а резултатите од запишувањето ќе бидат објавени на 1 јули. Повеќе од 100 средни училишта ширум Македонија ги отворија вратите за полуматурантите. Меѓу нив е единственото во Крива Паланка Ѓорче Петров. Со условите и насоките кои ги нуди, одговорните се надеваат на поголем одзив. Како и да е, слободните места и овој пат ќе се пополнуваат до септември. Во тек е првото пријавување во јунскиот уписен рок за запишување во Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка за учебната 2015-2016 година. Поголемиот дел од полуматурантите од двете основни училишта во општината побрза и го искористија првиот ден. Директорот на училиштето Миле Милковски задоволен како и да ја очекува дека слободните места ќе се пополнуваат до почетокот на учебната година. Денеска започна првиот уписен ден и може да речем дека сум задоволен од оно што имам пријавено, односно денеска имаме вкупно пријавено околу 150 ученика, од тоа негде 102 ученика се пријавени во гимназиското образование и 48 ученика се пријавени во стручното образование. Од годинава следејќи ги потребите на пазарот на трудот со влегувањето на Weibo Group во регионот актуелна одново е текстилната струка, овој пат во малку посовремена верзија. Се разбира дека ова година има отворене на нова апарата, тоа е кофункционер компјутерски апарат од текстилно-кожарска струка и се надам дека овдека очекувам дека и во ова струка ќе запишеме одреден број на ученици. Бидејќи ова струка ја отвориме како резултат на сите оние активности што ги презеде владата на Република Македонија со отварањето на текстилниот комплекс доле во Славишко поле, во општината Ранковци. Поволностите кои на младите им стојат на располагање за продолжување на образованието во поголемите градови придонесува годишно неколку паралелки кривопаланчани да учат надвор од родното место. Иако со вложувањата за подобрување на условите, нагледни средства, квалитетен професорски кадар и просперитетни насоки, Кривопаланечкото средно училиште заслужи пофалби и признанија, младите се почесто под влијание на родителите се одлучуваат за училишта во другите градови. Уште еднаш ги повикам учениците од основните училишта или ја ќе кажа, дојдете, ќе видите, ќе се верите во условите и од кадровското опременост и секака друга опременост што има во училиште. Ово училиште фактички може да речем дека изгледа како европско училиште. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 24 јуни. Второто пријавување во јунскиот уписен рок е на 29 и на 30 јуни, а во августовскиот рок ќе биде на 24 август. Училиштата кои во двата уписни рока не ги пополниле утврдените ученички места за запишување ќе продолжат да запишуваат ученици до 27 август 2015. Проектот Безбедни училишта ќе продолжи да се имплементира и во летниот период. По тој повод се одржа работилница Младите за соживот со деца од населбата Тоде Мендол во знак на комплетна поддршка на младите за нивна безбедност и заштита. Овој проект треба да придонесе за меѓусебно разбирање и почит. Проектот Безбедни училишта продолжува да се имплементира и во текот на летниот период. По тој повод се одржа работилница Младите за соживот со деца од населбата Тоде Мендол во знак на комплетна поддршка на младите за нивна безбедност и заштита. Овој проект треба да придонесе за меѓусебно разбирање и почит. Работилницата се одржа во просториите на Центар за меѓукултурен диалог Мултикулти, а активноста ја спроведоа представници од МВР. На првата работилница им е дадена брошурата Реонскиот полицаец советува, разговарано за улога на полицијата во локалната заедница, за тоа како треба дечињата да се однесуваат за да бидат безбедни. Денеска имаме изработка на безбедносни пораки кои што
Младите ги направија во форма на мало подароче, така да кажем, и ќе бидат поделени на возрастни, на состаноци на советодавни групи во секојдневна работа со граѓани. Ваквите проекти ќе придонесат за поголема соработка и соживот помеѓу децата од различна етничка припадност. Децата бараат соработка со полицијата, бараат соработка со учениците од наинфрашери и сакаат да бидат почитувани како тие што се почитувани, да ги почитуваат и полицајците. Полицијата е тука да им сугерира, да им покаже, да ги усмери децата како треба да го почитуваат и да се однесуваат во сообраќајот. Децата со помош на овие работилници ги учат основните правила и прописи во сообраќајот, како и однесувањето со представниците на МВР. Полицијата не штити од лоши луѓе, не подучува да не крадеме, да не убиваме. Јас направив една порака за безбедност. И во наредниот период МВР ќе продолжи со слични активности. Се поголем е бројот на младите кои не се решаваат да стапат во брак, наведувајќи ги нерешените економски прашања како главна причина за тоа. Истовремено, бројот на склучени бракови секоја година се намалува, во однос на бројот на разводите кој постојано се зголемува. Во денешно време луѓето се повеќе избегнуваат да стапат во брак, да живеат заедно и воопшто не бараат партнери. Голем број пак од оние што сакаат да влезат во брачните води не се решаваат на тој чекор поради лошата финансиска состојба и нерешените економски прашања. Младите во денешно време се невработени. Ако зборуваме за двајца млади, како пар, многу е тешко двицата млади да се вработени и да имат обезбедено средства за да обезбедат и некое свое живеалиште, свој дом, со што би го продолжиле понатаму животот во брак. Сите сакаат да бидат индивидуални, самостојни, да не живеат во заедница. Тоа е основата, да кажеме финансиите. Финансиите тоа го обезбедува, свој дом, свое живеалиште, стан, друга куќа, за да не живеат со старите и за да можат, да имаат самостоен живот, индивидуален, во кој само тие ќе одлучуваат, нема да има конфликти. Затоа што е безработица, немаат работа, немаат екзистенција од никаде. И не може да се одлучи, треба да створи породицу, треба да се издржава тај породица, а они нема услови. И тоа е најголем проблем, работа. Економската криза често се користи и како изговор, само додаток на вистинскиот проблем. Во Македонија не е мал бројот на оние што се влезени во 30-тите години, имаат свој стан или барем пристојни примања и се сами. Младите треба правилно да се женат до 25-26 години, да се женат, но да се помоди, да има некој да ги помогне вака старите, како јас, што, например, го терам с тими да се жени, ама он неќе да се жени. Причината млади се излегуваат секој вечер во чаршија, имат добар живот и така. Можеме да наведеме како причина и губењето на своја самостојност. Сметаат дека во бракот би ја изгубиле самостојноста, со тоа што поретко би имале време да излегуваат, да се посветат на самите себе. Тука се и големиот број на обврски кои што ги имаат во бракот. Ако веќе не се одлучуваат за брак, тоа е причината би била и децата. Полесно е, доколку има некој проблем, да се реши во врска. Многу е потешко, истиот тој проблем, истиот тој проблем. Проблемот може да има различна природа, но проблем како проблем да се реши во бракот, затоа што во бракот, исходот тоа би бил развод, а тука се размислува за децата, за негативните последици кои што би ги имале децата. Секоја година се повеќе се намалува бројот на склучени бракови за сметка на бројот на разводите кој постојано се зголемува. Така, последните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека во Македонија во 2002 година на 1000 склучени бракови имало 90 разводи, додека во 2012 на 1000 склучени бракови имало 137 разводи. Едно лице повредено во сообраќајна несреќа која се случи утрово во 8 часот, во близина на касарната Боро Менков. Повредениот нема посериозни повреди. Минатата недела на оваа локација се случи сообраќајка во која беа повредени дури 7 лица.
Повторно сообраќајна несреќа во Куманово. Овој пат таа се случила околу 8 часот утрово. Повредено е едно лице. Сообраќајката според информациите на СВР Куманово се случила кога автомобил Голф тројка се движел од центарот кон периферијата на градот. Се обидел да сврти лево кон касарната Боро Менков и не пропуштил такси возило Шкода Октавија кое се движело во спротивна насока. Голфот го управувал 28 годишен жител на Лујане, кој се здобил со повреди, потврдија од Кумановската болница. 21 годишниот возач на такси возилото нема повреди. Вчера исто така имаше двајца повредени во сообраќајка со автомобил Шкода. За среќа повредите со кои се здобиле со патниците не се сериозни. Минатата недела пак на улицата Железничка се случи сообраќајна несреќа во која беа повредени дури 7 лица и во која учествуваа 4 возила. Според информациите на СВР, автомобил Пасат со кумановски регистарски таблички се движел од Куманово кон периферијата на градот и претекнувал Мерцедес, исто така со кумановски таблички, пошто удрил во Опел Астра со скопски регистарски таблички, а потоа удрил и во Голф со кумановски регистарски таблички кој се движел за Опел Астра, кои се движеле во обратна насока од периферијата кон градот. И покрај сите апели на надлежните за почитување на сообраќајните правила и прописи во градот, последниот месец се случуваат повеќе сообраќајни несреќи од почетокот на годинава. Кумановци се сеќаваат и на стравичната сообраќајка кај мостот кај Бедиња, во која животот го загубија 4 млади луѓе. 14-та година поред, Кривопаланечкиот манастирски комплекс Свети Јоаким Осоговски ги отвори своите порти за најдобрите копаничари од Македонија и од соседството, како и за младите ентузијасти кои решиле да го учат занаетот од искусните мајстори. Токму таму, викендов беше отворено 25-то издание на меѓународна копаничарска колонија, на која годинава учествуваат 14 копаничари од повеќе делови на земјава, како и од соседна Србија и Бугарија. Во организација на Сдруженијето на копаничари на Македонија, викендов во конаците на манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски во Крива Паланка беше отворена 25-та меѓународна копаничарска колонија. На годинешната колонија учествуваат 14 копаничари од различни возрасти од сите краишта на земјава, како и неколку учесници од соседна Србија и Бугарија, информираше организаторот Борис Попев, додавајќи дека радува фактот што има се повеќе млади кои се заинтересирани за резба. Значи ова ни е 25-та колонија поред. Во овој сме манастир од 2002 година. Значи оваа година имаме учесници од Република Србија, од Република Бугарија имаме 20 учесници. Оваа година е така интересна бидејќи имаме многу млади резбари, копаничари, имаме од Куманово еден копаничар, од Крива Паланка имаме 20 млади копаничари. Сегаш сме тука добре дојдени и од луѓето и од самите жители, сегаш доаѓа да не видат, да не прашаат, добри, здрави, живи, така. Мислам многу убаво стварно, и амбиент и се. И помладите и поискусните копаничари ни рекоа дека секоја година одново се импресионираат од манастирскиот амбиент во сенките на столетните дабови шуми. Дополнително ги мотивира дружбата и размената на искуства меѓу учесниците, а најчесто работат на ореово дрво. Јас сум Крстевски Вели од Кичево. На колонијата доаѓам 4-ти пат ми е овој. Иначе се занимавам со резбата, почнав пред 10 години. Едноставно сам почнав да работам од желба и достигнав до некој си квалитет на работата. Меѓутоа, тука имат совршени мајстори, нормално што ми е занато, од ним учиме. Мене мило ми е што идам на ваква колонија. За прв пат учествувам тука во колонијата во Крива Паланка. Добро, кажи ни зборед вас за твоето творештво. На какво дрво работиш? Од кога се занимаваш со копаничарство, што најмногу те инспирира? Работиме на Суфорев. Ова ми е 3-та година. Секоја година е многу интересно. Ми се допаѓа друштвото, позитивно е се. 25-та меѓународна копаничарска колонија ќе трае до 27 јуни. Резбарите творат традиционална македонска резба, а делата, освен во Кривопаланичкиот манастир, предстојната есен ќе бидат изложени и на годинешната изложба на Сдруженијето на копаничари на Македонија во домот на АРМ во Скопје.
Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски денеска престојуваше во работна посета во Рига, Латвија, на министерски состанок насловен како Денови на европските транспортни коридори. На состанокот на кој присуствуваа министрите за транспорт од земјите на Западен Балкан, се разговара за главната мрежа на европски транспортни коридори во рамките на Европска унија и нејзино продолжување во земјите од Западен Балкан. Целта е во ЕУ исто така и во регионот на Западен Балкан ова основна мрежа да биде изградена до 2030 година со така наречени TEN стандарди. Овие стандарди опфаќаат изградба на железничка пруга која ќе биде со брзина 110 км на час, како и изградба на патишта на ниво на автопат или експресен пат. Мисајловски соопштуваат од Министерството ги представила инфраструктурните проекти што ги реализира владата на Република Македонија за развој на коридорот 8 и 10, како и напредувањето на поврзаноста со земјите и регионот од Европската Унија. Македонија влезе во еден инвестициски циклус во патната и железничка инфраструктура. Моментално на коридорот 10 активно се работи на автопатот Демиркапија Смоквица. Во меѓувреме се работи на реконструкција на автопатската делница Веле Скопје Катланово, а за кратко време ќе започне да се реконструира делницата од Смоквица до Гевгелија, со што ќе се добие еден модерен автопат кој представува транзитна врска од север кон југ и обратно, истакна министерот за транспорт и врски. Во делот на патната инфраструктура на коридорот 8, Мисајловски ги представили проектите и за изградба на автопатот Кичево-Охрид, како и плановите за изградба на автопатската делница од Густивар до Кичево. За нас многу значаен проект е изградбата на новата пруга кон Република Бугарија и Албанија. Со изградбата на оваа пруга Република Македонија ќе добие железничко поврзување кон исток и кон запад, важен сегмент за регионално поврзување, посочи министерот во своето обраќање пред присутните. На министерскиот состанок покрај министрите за транспорт на Македонија, Црнагора, Албанија, Косово, Србија, Босна и Херцеговина и Бугарија присуствуваше и комесарката за транспорт на Европската Унија Виолета Булц. Вести од светот. Еден загинал, 61 патник е повреден во тешка сообраќајна несреќа која се случила утро во околу 4:10 часот, кај местото Бубањ поток кога автобус излетал од автопатот Ниш-Белград. Америка стои за државниот удар во Украина и за таа цел потроши $5 милиарди, изјави секретарот на Рускиот совет за безбедност Николај Патрушев. Топлотен бран предизвика смрт на најмалку 122 лица во најголемиот пакистански град Карачи. Еден загинал, 61 патник е повреден во тешка сообраќајна несреќа која се случила кај местото Бубањ поток, кога автобус излетел од автопатот Ниш-Белград. Според информациите од српските медиуми, 15 до 20 луѓе биле потешко повредени. Во автобусот имало 86 патници кои се враќале од летување во Полихроно, Грција. Од 60 повредени, 10 биле деца, од кои едно имало потешки повреди. Загинатиот патник е жена, но идентитетот се уште не е познат. Несреќата се случила од засега непознати причини кога автобусот ја пробил банкината и излетал од патот. Америка стои за државниот удар во Украина и за таа цел потроши $5 милиарди, изјави секретарот на Рускиот совет за безбедност Николај Петрушев пренесува Танјук. Промената на власта во Украина ги потикна настаните што таму се случија. Асистентот на американскиот државен секретар Џон Кери, Викторија Нуланд, изјави дека САД потрошиле $5 милиарди за организирање на тие настани, изјави Петрушев во интервју за Комерсант. Петрушев нагласи дека е апсолутно јасно дека зад проектот за дестабилизирање на Украина стои обид за креирање инструмент за ослабнување на Русија. Според него, САД одлучиле да го соборат насилно украинскиот претседател Виктор Јануковиќ. Топлотен бран предизвика смрт на најмалку 122 лица во најголемиот пакистански град Карачи и други делови во јужната провинција Синд, јавија локалните власти. Во Карачи животот го загубиле 114 лица, осумина во 3 други области на провинцијата Синд. Температурите во големиот пристанишен град достигнаа во изминатите 2 дена до 45 степени Целзиусови, што е блиску до рекордните 47 степени Целзиусови регистрирани во јуни 1979 година. Ситуацијата е дополнително влошена по прекинот на електричната енергија што го погоди водоводниот систем на Карачи. Градот има 20 милиони жители. Кипарскиот првак АПОЕЛ е противникот на македонскиот Вардар во квалификациите за фудбалската лига на шампиони.
Ова е епилогот по денешната ждрепка во Унион, која што не беше поволна за македонскиот фудбалски шампион. Црвено-црните од можните 5 противници го добија најтешкиот. Кипарскиот првак неколку пати настапуваше во елитното надпреварување, додека Вардар се уште нема изборено учество во Лигата на шампиони. Првиот меч ќе се игра на 14 или 15 јули во Никозија, реманшот е 7 дена подоцна во Скопје. АПОЕЛ не е тоа што беше пред неколку години, но и Вардар не е тоа што беше. Сметам дека тие сега се послаби од минатото, додека кај нас ситуацијата е поинаква во позитивна смисла. Противникот е фаворит, но ние имаме шанси, вели капитенот Никола Гливоров за сајтот на црвено-црните. Фудбалските екипи од Македонија кои обезбедија настап во квалификациите за Еврокуповите се наоѓаат на подготовки, а управите се ангажирани за изнаоѓање нови играчи како засилување за престојната сезона. Во оваа насока, нов член има токму Вардар, откако за шампионот одлучи да настапува бразилецот Фелипе. Тој во Скопје доаѓа од ЦСКА Москва. Жоан Фелипе во најскоро време треба да им се приклучи на соиграчите кои се наоѓаат на подготовки во Австрија. Преостанатите македонски представници работнички Шкендија и Ренова ги добија ривалите за првото квалификациско лого во Лига Европа. Како и што се очекуваше, најдобро мина клубот работнички кој ќе излезе на мегдан со Флора Талин од Естонија. На првата средба која ќе се одигра на 2 јули романтичарите ќе гостуваат, додека својот ривал во надпреварувањето ќе го пречекаат на 9 јули на националната арена Филип II. Шкендија пак доби доста интересен како и атрактивен противник. Станува збор за еден од најдобрите шкотски тимови, Абердин, тимот на сер Алекс Фергусон, кој најдобрите успеси ги доживеа во 80-те години на минатиот век. Вториот тим од Тетово, Ренова, ќе се соочи со Дачија од Молдавија, екипа која е неатрактивна, но квалитетна. Поранешниот најдобар фудбалер на светот и легенда на аргентинскиот фудбал, Диего Марадона, денеска изјави дека ќе се кандидира за председателското место на ФИФА. Одлуката да учествува во трката за прв човек на Меѓународната фудбалска федерација Марадона му ја соопштил на уругвајскиот новинар и писател Уго Моралес. 54-годишниот Марадона долго време го критикуваше досегашното раководство на ФИФА, начело со Сеп Блатер, кој си поднесе отставка по корупцијски скандал. Кандидатура за председател на ФИФА неодамна најави и бразилската фудбалска легенда Зико. За да учествуваат во гласањето за председател на ФИФА, кандидатите треба да обезбедат поддршка од најмалку 5 држави. Фудбалерот на Јувентус Андреа Пирло се наоѓа на чекор до преселба во Њујорк Сити, клуб со кого до крајот на неделата би требало да потпише договор. Италијанскиот репрезентативец деновиве во големото јаболко го гледаше бейсбол надпреварот на Њујорк Јенкис на стадионот на кој игра и фудбалскиот клуб Њујорк Сити. Доколку стави потпис на договорот со њујоршкиот клуб, Пирло на стадионот ќе игра заедно со поранешниот англиски репрезентативец Френк Лампард и недобриот стрелец на шпанската репрезентација Давид Вилја. Манчестер Юнајтед и дефинитивно сериозно ги разгледува опциите за ангажман на Бастијан Швајнштајгер и Серхио Рамос. Шпанецот го носи дресот на Реал од 2005 година и досега има одиграно 445 надпревари во сите конкуренции. Во целата сделка на релација Мадрид-Манчестер може да биде употребен и голманот Давид Де Хеа, кој е доста интересен за составот од шпанската престолнина. Швајнштајгер пак веќе подолго време се поврзува со тимот од Олд Трафорд, а како причина за неговото заменување од Бајерн се споменуваат годините, конкуренцијата на неговата позиција и секако се помалата минутажа. Во текот на денот времето беше претежно сончево со локална облачност и ветровито со доумерен северен и северозападен ветар. Метео. Тоа беше се во третиот дневник. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со К3.